Во последните 3 години политиката дебело е вмешана во автомобилската индустрија. До толку што во Соединетите Американски држави председателските кандидати на големо се препукуваат по прашање на електрификацијата. Иако со потешкотии и одложувања на сцената ќе се појават одредени модели на батериски електрични возила од кои производителите очекуваат добар пласман на пазарот. Со таа мантра е присутен и Opel. На прославата на својата 125 годишнина, момњата од Руселска ги положува сите карти на електрификацијата, иако матичната групација Stellantis ги одложува амбициозните планови за производство на батерии заедно со Mercedes и Total. Сепак, Toyota е малку попредпазлива и вложува многу во водородот. На електричните сништа се придружува и Cadillac со своето второ електрично возило Optiq. Една студија покажа дека батериските електрични возила се многу опасни за пешаците, дури 3 пати повеќе од класичните возила. Ова е само вовед, доаѓаат уште интересни теми. Електричните возила ги наелектризираа кампањите за председателските избори во Соединетите Американски држави кои ќе се одржат во ноември. Претходниот председател и претендент да биде идниот Доналд Трамп жестоко ја нападна сегашната политика на промовирање на електричните возила, велејќи дека тоа е радикален план кој ќе го убие стопанството во сојузните држави каде автомобилското производство е развиено. Дебело поддржан од нафтеното лоби, тој тврди дека даночните иницијативи за купување електрични возила ќе се претворат во толкав долг за кој американците ќе платат со својата економска слобода. Како дополнителен аргумент се наведуваат парите што ќе мора да се потрошат на проширување на инфраструктурата за полнење, бидејќи солиден број американци немаат куќи со гаражи и паркираат на улица. Демократите се помалку гласни и во својата одбрана главно потенцираат дека потребата да се намали влијанието на штетните гасови врз климата ќе се нијансира со поддршка на домашната технологија во однос на конкуренцијата од Кина. Истовремено предложени се и нови порелаксирани прописи за просечната економичност на возилата, кои ќе им овозможат на производителите и понатаму да пласираат големи потрошувачи на гориво, иако во помали количини. Плановите на Европа за целосна електрификација до 2035 година дефинитивно се подкопани. Заедничката компанија со која управуваат Stellantis, Mercedes и Total се откажа од градењето на 2 фабрики за батерии за електрични возила. Компанијата, основана пред 4 години, имаше план да инвестира 7 милиарди евра во 3 гигафабрики. Првата беше отворена лани во мај на северот од Франција, а наредните 2 требаа да следат во 2025. Како образложение за забавување на темпото се наведува дека во моментов е потребно да се истражат и развијат поевтини батерии, а за терминот за почеток на нивното производство ќе се произнесат при крајот на оваа или почетокот на наредната година. Според тоа, веројатно е фабриката во Кајзерслаутерн, која порано беше погон на Opel, да биде прилагодена за поевтините технологии, додека судбината на онаа во Италија не може да се предвиди. Првичните планови беа германската фабрика да има годишен капацитет за производство на батерии за околу 600.000 автомобили и во неа да работат околу 2.000 луѓе.
Италија зафати електрична треска која на жалост на многумина траеше прекратко. Соочена со минорната продажба на електрични возила кои имаат 4,4 учество на пазарот, што е далеку под европскиот просек, владата одлучи да подели два пакета субвенции. Првиот беше широкограден и нудеше максимални субвенции дури до 13.750 евра, но и покрај доста строгите услови за распределба, се заврши за помалку од 9 часа, време за кое стигнаа толку пријави што целиот буџет во висина од 200 милиони евра беше потрошен. За разлика од него, за вториот пакет од 400 милиони евра, интересот е послаб заради далеку пониските субвенции наменети главно за лесни електрични возила кои не се класифицираат како автомобили, како и за хибридите и возилата со погон на автоплин. Автомобилите стануваат се потешки и тоа многу. Германската федерална управа за моторни возила во својата статистика навиговестува дека просечната тежина на нов автомобил продаден лани во земјата изнесувала 1,7 тони. За споредба, пред 10 години вагата има застанато на точно 1475 килограми. Евидентниот пораст се должи на повисокото учество на хибридите и електричните возила, но и на значително поголемата количина опрема во возилата, пред се безбедносна. На просечната тежина секако влијае и намалувањето на понудата на мали возила на пазарот. Меѓу бројките кои ги изнесуваат педантните германци е и податокот дека најтешкото возило е Cadillac Escalade, кој тежи безмалку 3,5 тона, а следат Mercedes Maybach и Ineos Grenadier со тежина од околу 3000 килограми. 20 возила се потешки од 2,5 тона, а само две Mitsubishi Space Star и Suzuki Ignis имаат наведено трицифрена бројка во својата сообраќајна дозвола. По марки најтешки возила со просечни 2140 килограми продава Volvo, а следат Tesla, Mercedes и Porsche со околу 2000 килограми. Најлесни пак се просечни 1270 килограми и тоа се моделите на Dacia. После долго време одложување и само еден месец пред планираното представување на вториот електричен модел, Ford во својата фабрика во Келн, во која инвестираше $2 милиарди, започна со производството на европскиот Explorer. Овој момент не само символично представува значаен пресврт на марката на патот кон нејзината иднина. Целиот процес на производство е високо автоматизиран со вештачка интелигенција и околу 600 роботи, што го гарантира квалитетот на возилата кои ќе излегуваат од погоните каде досега се правеше Fiesta. Заслуги ќе има и Volkswagen, кој согласно меѓусебниот партнерски договор ја отстапи електричната платформа од ID4. Неа инженерите малку ја модификуваа повеќе да одговара на духот на возилата на Ford, додека дизајнерите пак се потрудија да испорачаат сосема поинаков изглед. Така, Explorer настапува со сопствен карактер, поддржан со 3 погонски групи со моќност меѓу 170 и 340 конски сили и автономија до 600 километри. Цените стартуваат од 42.500 евра. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис». Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно.
Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Volvo е еден од најтврдокорните брендови посветен на електрификацијата. Во инает на пореметените планови и потешкоти останува доследен на својот курс кон јаглеродна неутралност. Тоа го докажува со почетокот на производството на EX90, електричен кросовер со големи димензии кој доцни повеќе од една година. Во приказката за електрификација не заостанува ниту Volkswagen. Од Wolfsburg ни доаѓа ID7 GTX, спортска електрична изведба која го понесува духот на славното минато и светлата иднина на слободата на движење од 600 км на струја. Toyota пак упорно се обложува на хидрогенот. Ја најавува својата нова генерација на водородни келии на согорување преку пикапот Hilux. Како што наумиле, според сето приложено, јапонците ќе се ги истераат своите планови. Читајќи го пресоопштението на Volkswagen за новиот ID7 GTX, се добива впечаток како меѓу редови да напишале дека се електрично што направиле досега било само за вежба да се стигне до она вистинското, односно оваа лимузина. И навистина се чини дека е така, бидејќи атрактивниот модел располага со два електромотора со 340 конски сили распределувани на сите тркала и нуди автономија од 600 км. За жал, по висока цена од 63.000 евра. Механиката, позната од пред некој месец од караванската турер верзија на ID7, нуди уверливи перформанси изразени преку забрзувањето до 100 км на час за 5,4 секунди. Батериите поднесуваат моќност на полнење до 200 кВт, што значи дека за 26 минути ќе достигнат 80% од капацитетот. Значката GTX стандардно донесува поексклузивен изглед и побогата опрема. Специфичниот светлосен потпис заедно со осветлените логоа на марката напред и назад и 20-инчните тркала го прават препознатлив меѓу другите модели од гамата. Внатрешноста е попрефината со загреваните седишта со црвени надворешни шевови и амбиенталното осветлување во 30 бои. Со овој пакет одати повеќе наменски управувач со црвени детали, head-up екран со проширена реалност, гласовен асистент со интегрирана вештачка интелигенција и други привлечни нешта, како што е системот за паркирање со помош на мобилен телефон. Во време кога другите производители заради послабата продажба ги коригираат плановите за целосна електрификација, Volvo е еден од ретките кој останува доследен на своето. Тоа го докажува и со лансирањето на поголемиот EX90, чие производство стартуваше во сојузната американска држава Јужна Каролина. Овој модел е предводник не само на гамата, туку и на иднината на марката. Располага со софистицирани компјутерски системи кои се грижат за безбедноста преку камери за нагледување на околината во 360 степени, 5 радари и 16 ултразвучни сензори. Големата платформа му обезбедува простор за 3 реда седишта, а најсилната верзија своите 517 конски сили ги претвора во забрзување до 100 км на час за 4,9 секунди. Во понудата се уште две други варијанти со 279
9 коњи и погон само на задните тркала и со 2 електромотора и максимални 408 конјски сили. Автономијата без разлика на изведбата се движи околу 600 километри, но она пошто ќе остане запишен во историјата е дека ќе биде првиот автомобил со пасош кој ќе ги содржи сите податоци за потеклото на суровините и компонентите, содржината на рециклиран материјал и јагленородниот отисок. Овој документ, кој ќе стане задолжителен за сите електрични возила од 2027 година, ќе чини 10 американски долари. Кога Toyota ја представи втората генерација на Mirai, кажа дека тоа е само почеток. И навистина, во времето што следеше неговата водородна технологија, ја видовме во камиони, автобуси, возови и пловила за сега повторно да дојде на 4 тркала. Конкретно во популарниот Hilux, од кого британската филијала на марката со поддршка на својата влада направи 10 примерока. Како прототип представен лани, овој еколошки пикап скоро да ги има сите особености како и моделите со мотори со внатрешно согорување. Главната разлика секако е поврзана со погонската група. Системот горивни келии што се наоѓа во предниот дел од возилото произведува струја за електромоторот кој ги задвижува задните тркала. Вкупно 182 конјски сили од него му даваат споредливи перформанси, а трите резервоари со 7,6 кг водород сместени на средината на шасијата под кабината 600 км автономија. Половина од произведените примероци ќе бидат подложени на ригорозни тестирања, а другите ќе служат како демо возила за убедување на јавноста во предностите на иновативната технологија на Toyota. Токму тоа е клучниот елемент во целата оваа приказна, бидејќи јапонците ја подготвуваат третата генерација на fuel cell погонот за лансирање во 2026 или 2027 година. Историјата е важен дел од сечие битисување и важна одредница за иднината. Од 1899-та Opel произведува автомобили. 125 години подоцна компанијата го потврдува својот прекар кога го носи со децении, молњата од Руселскајм, и го продолжува својот пат, сега трасиран со електрични модели. На својата прослава на јубилеот Opel јасно посочи дека се гордее со минатото, но не се откажува од електричната иднина. Од друга страна пак, екипата од млада Болеслав се држи до традицијата и не подсетува на познатиот модел 1100 MB, кој наполни 60 години. Успешната приказна на Opel започна во 1862 година. Тогаш Адам Opel ја создаде својата прва машина за шиење во Руселскајм, подготвувајќи ги темелите на компанијата. Opel наскоро се разви во еден од најголемите производители на машини за шиење во Германија и извезуваше низ целата Европа. На својот асортиман 4 години подоцна ги додаде велосипедите, со што стана еден од првите производители на велосипеди во Германија. Поради падот на бизнисот со велосипеди во 1890-тите, синовите на Адам, Фриц и Вилхелм Опел го посетија првиот германски саем за автомобили во Берлин во 1897 година и таму се сретнаа со Фридрих Луцман, кој веќе произведуваше автомобили. Браќата Опел предложија партнерство во кое ја обезбедија комплетната инфраструктура за производство. Пака се роди фабриката во Руселскајм, на чии темели и денеска се одвива производството на Opel.
На 21. јануари 1899 година за тогашни 116.887 марки браќата Опел ја откупија компанијата од Луцман и ја заокружија сопственоста. Во 1920-тите, паралелно со автомобилскиот бизнис, Опел стана најголемиот светски производител на велосипеди, успех за кој беа заслужни синовите на починатиот основач на компанијата. Во текот на своето постоење, Опел изгради портфолио од 75 милиони возила произведени во своите фабрики во Европа и се етаблира не само како производител на автомобили, туку како собственик на иконски модели што оставија длабока трага во историјата на автомобилизмот и мотоспортот. Прославувањето на јубилеот означува почеток на нова ера, исто како и пред 125 години. Тогаш компанијата стана пионер со влегувањето во автомобилската иднина, а сега Опел е електричен пионер кој нуди мобилност без емисии. Додека пред 125 години Опел патент мотор ваген систем Луцман беше пионерско достигнување како прв автомобил од Руселскајм, денеска тоа е најновата генерација на бестселерот Опел Астра, кој е дизајниран, развиен и произведен таму. Најдобар пример за електричната иднина се новата Астра Електрик и неизината изведба Sports Tourer Electric, која е меѓу првите електрични возила во светот со караванска каросерија и се произведува во Руселскај. Но тука не запираат активностите на Опел. Во текот на јубилејната година, сите модели на компанијата добија и електрични изведби. Горд на своето минато, Опел чекори годинината без емисии, со возила кои се забавни за возење и погодни за секојдневна употреба. Тоа го докажуваат и новите Opel Grandland и Opel Frontera. Во времето после Втората светска војна Шкода мораше наново да ја стекнува својата репутација, во што голема улога одигра моделот 1000 МБ. За да ги намалат трошоците за развој и производство, чешките инженери решија популарната лимузина која се појави во 1964 година да има мотор сместен назад. Иако од денешен аспект оваа изгледа застарено решение, тоа тогаш беше модерно и применувано од неколку европски производители. Симпатично обликуваниот седан имаше самоносечка каросерија и независно ослонување, а како што ознаката кажува, агрегатот располагаше со 1000 кубни сантиметри. Од нив се извлекуваа 42 конски сили, со кои постигнуваше едва и 120 км на час. Со текот на годините перформансите малку се подобрија, посебно кај верзијата со мотор од 1,1 литар, што ги подгреа апетитите и за спортски успеси. Од 1969 година Шкода во новоизградената фабрика во Млата Болеслава произведе 443.000 примероци од овој модел. Дел од нив беа пласирани и во странство, не само во комунистичките земји, некои отидоа дури до Австралија. За популарноста пак на домашен терен најдобро кажува фактот дека денеска чесите во своите гаражи се уште чуваат околу 16.000 примероци од Шкода 1000 МБ. Дали би платиле $325,000 за еден Форд, па макар тоа бил Мустанг? Се покажа дека се најдоа 7.500 парајлии да ја изброја таа сума за верзијата GTD, која има 800 коњи, а продажбата е запрена само затоа што во Дирборн сватија дека доколку примат повеќе порачки, времето на испорака ќе биде предолго. Ако по утрото денот се познава, Мустанг GTD ќе има доста успешна кариера. И покрај цената од $325,000 за најекстремниот Форд се пријавиле 7.500 купувачи.
Тоа е најмалку 5 пати повеќе отколку што се планираше и сигурно ќе имаше уште заинтересирани продажната служба на компанијата да не запреше со примањето нарачки по само 37 дена. Сепак не можеа повеќе, бидејќи потенцијалните купувачи ќе мораа да чекаат повеќе од 2 години за него. Всушност, 3, бидејќи првите примероци ќе бидат испорачани наредната 2025. Мораше да се остави простор и за негов глобален пласман, покрај Мексико, Канада и Блискиот Исток, како што иницијално беше планирано, Mustang GT-D ќе биде понуден и во Европа. Структурата на заинтересираните купувачи покажува дека околу 20% од нив имаат некаква врска со професионалниот автомотоспорт, а 25% веќе поседуваат некоја друга верзија на Mustang. Овој модел, чија кратенка од името доаѓа од Grand Touring Daytona, го задвижува 5,2 V8 мотор со 800 конјски сили, кои ги добива со помош на компресор. Внимателно конструиран, има идеален распоред на тежината од 50:50 на двете оски, а ослонувањето е специјално развиено од тркачката дивизија на Ford. Тоа е во состојба да се прилагоди на подлогата во сите услови на возење, при што во тркачкиот режим висината на возилото се спушта за 40 мм. Целокупната школка е од пластика засилена со јаглеродни влакна, а керамичките сопирачки се стандардна опрема. Најимпресивното на него сепак е активната аеродинамика која со помош на хидроулика го менува аголот на задниот спойлер и ги активира крилцата под предниот дел на возилото. Треба да се спомене и дека Mustang GT-D е хомологиран за редовен сообраќај. Уште од кога се појави полани летото, не престануваат гласините за можно сериско производство на фасцинантниот концепт Envision 74, кој Hyundai упорно ги демантира. Но сега тешко дека ќе може да го стори тоа, бидејќи протечените информации кажуваат дека од добавувачите било побарано компонентите за предпроизводствените модели наменети за тестирање да бидат готови летово. Најголемото изненадување е дека се работи за водороден погонски систем кој би требал да му обезбеди 765 конјски сили, што ќе го забрзаат до 100 км на час за околу 3 секунди. Планот наводно е да се произведат 200 примероци од спортското купе, кои би го задржало вратите што се отвораат нагоре. Првите автомобили би требало да пристигнат на пазарот во 2026 година по цена која ќе надминува $360,000. Останува само да се види дали, како и досега, ваквите информации се само гласини. Електричните возила се поопасни за пешаците, вели едно истражување од Велика Британија. Според него, шансите електрично отколку возило со мотор со внатрешно согорување да удри пешак се 2 пати поголеми, а во урбаните средини и 3 пати. Податоците за кои е заснована студија се малку стари, но користена е доста комплексна шема за нивно анализирање која дава доза веројатност од нивната вистинитост. Се базираат на дури 5000 милиарди километри поминати од возилата на британските патишта и на скоро 100.000 сообраќајни несреќи со пешаците. Најлогичното објаснување за заклучоците од студијата лежи во тоа што електричните возила се движат тивко, безбучава, посебно при тргнување, заради што пешаците не можат да ги слушнат и често невнимателно исчекоруваат пред нив. Второ објаснување кое држи е дека електричните возила се далеку помоќни и поенергично забрзуваат, а во исто време се потешки и имаат подолг пат на запирање. За да се намалат последиците, изготвувачите на студијата предлагаат возилата да бидат опремени со пософистицирани системи за детекција на пешаци и автоматско запирање. Иако сето кажано има смисла, единствена дилема остава институцијата која го има направено истражувањето – Лондонската школа за хигиена и тропска медицина, која својот труд го има објавено во научно списание со назив Журнал за епидемиологија и јавно здравство.
Cadillac забрзано работи на својата електрификација. Оваа компанија се смета за луксузна, барем на домашниот американски пазар, па затоа своите батериски електрични возила ценовно ги позиционира над Тесла. Како тоа ќе се одрази на продажбата ќе видиме. Важно е дека Cadillac има глобални амбиции и мерка не само на Северна Америка, туку се крсти во Кина и очекува добра продажба во Европа. Најавената забрзана електрификација на Cadillac полека влегува во најавеното темпо. По представувањето на првенецот Lyriq, американците гордо го лансираа Optiq. Овој кросовер со каросерија што се продека на 4,82 метри не е наменет само за северноамериканскиот пазар, туку и за Кина и Европа. Но првите сомнежи доаѓаат токму од Америка, каде веднаш по најавата дека ќе се продава за околу $54,000 беше спореден со светскиот репер Tesla Model Y, од кого е поскап за $2,500. Маркетерите на Cadillac не се загрижени за ваквите компарации, бидејќи во новиот електричен кросовер обезбедуваат високо ниво на луксус. Како дополнување на овој аргумент, се потенцира дека стандардно се испорачува со погон на сите тркала со два мотори. Има 304 конски сили и 479 Нм вртежен момент. Optiq е поставен на платформата Ultium и има пакет батерии од 85 киловат-часови кои ветува дека ќе испорача автономија нешто помала од 500 километри. Cadillac беше срамежлив за дополнителни детали, но објави дека моделот може да се освежи за околу 10 минути за возење долго 120 км со помош на брз полнач. За да ја нагласи припадноста на електричните модели на компанијата, дизајнот во голема мерка наликува на Lyriq. На предниот дел доминира црната кристална решетка, светлата имаат кореографска секвенца, а се истакнува и стаклениот покрив. Моделот исто така има рачки на вратите кои формираат рамна површина и акустично ламинирано задно стакло со уникатен дизајн. И внатрешноста е инспирирана од Lyriq, каде главната улога ја има 33-инчен дисплеј. Тој работи во тандем со оперативниот систем на Google и го контролира аудиосистемот AKG со 19 звучници. Меѓу другото, Cadillac потенцира дека Optiq има најдобар капацитет за товар и просторност во вториот ред седишта во својата класа. Се нагласува дека стандардно доаѓа со Super Cruise, како и со асортиман на други системи за помош на возачот, вклучувајќи адаптивна контрола на возењето, предупредување за судир и помош за контрола на слепата зона. Optiq за Америка и Европа ќе започне да се произведува оваа есен и ќе се нуди во луксузно и спортско руво. Интересно е што Optiq во Кина дебитираше пред точно 1 месец. Визиите ги подкрепуваат амбициите, а доколку се повикуваме на електричните, и днината е розова. Барем така мислат оние што го зазеле тој курс. Реалноста е нешто поинаква и не толку розева. Луѓето се чудна сорта. Повеќето веруваат во соништата отколку во јавето. Можеби е тоа исправен став, а нашиот е секогаш приказката да ја прикажеме од сите аспекти, а вие самите да донесете заклучок. До гледање до следната сабота.